На денот на раѓањето на Ристо Соколов Сокол 16 април во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе се одржа третото издание на меморијалната манифестација Пријателите за Ристо. Во галеријата многу пријатели и љубители на уметноста, како во ретко која прилика, убава топла атмосфера која се создава за ретки луѓе како за Рики, кои прерано не напушти. Ова манифестација под наслов Пријателите за Ристо е посветена на еден од најголемите кавадаречки македонски ликовни уметници Ристо Соколов Сокол, а и во организација на Друженијето за алтернативна култура Алтер Центар Кавадарци. Во самата организација на настанот целосно се вклучени членовите на неформалната група уметници Сокол Арт, кои денес креативно функционираат како дел од Алтер Центар, а е поддржано од Министерството за култура на Република Македонија. Синоќ беа изложени дела од Ристо Соколов Сокол платна, дела настанати од перформанси. За прв пат со уметнички фотографии се представи Билјана Соколова Тодоровска, како и фотографијата на Јадран Манчев. Настанот беше дополнет со видео, фото, презентација на делото и животот на големиот уметник и човекот од неговата приватна колекција, како и од колекција од неговите долгогодишни соработници Тони Коцев, Јадран Манчев, Маријан Тодоровски, Тони Галабов, Билјана Соколова Тодоровска, Александар Малинков, Дејан Мелов Астрато, Трајче Јованов, а за музичкиот дел беа задолжени членовите на рок бендот Бадасал и трубадурите од составот Трио Гранде. Фотографијата на официјалниот плакат на настанот е на Тони Коцев, а дизајнот на Билјана Соколова Тодоровска. За Ристо Соколов Сокол говореа директорот на Домот на културата Александар Малинков и неговиот долгогодишен пријател Маријан Тодоровски. Драги мои пријатели, пријатели на Ристо, пријатели на Домот на културата и пријатели на културата и уметноста, во Кавадарци и генерално на кавадаречката култура и уметност. Добро вечер овде во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе. Мисля дека вечер веќе имаме една интересна, емотивна, меѓутоа во секој случај пријатна прилика да бидам во двојна улога како домаќин овде од Домот на културата и како човек од организаторот на оваа вечер од невладината Алтер Центар. Меѓутоа, кога го видов едното лого и другото лого овде позади мене, излегува дека е тројна, а не двојна улога. Значи, левото лого е на невладен Алтер Центар, а десното лого е на Сокол Арт. За среќа, со полно срце и душа можам да кажам дека сум еден од основачите и активните членови на двете организации, а во моментов како домаќин човек од Домот на културата. Еве не по трет пат на роденденот на Ристо на 16 април. Ристо Соколов Сокол, еден од најголемите помене, без разлика на пријателство и другарство. И колку да звучи нескромно, ликовни уметници кои Кавадарци ги дало, па и пошироко, беше роден на Великден. Годинава 16 април не е Великден, една недела порано беше големиот празник, христијански. Човекот кој пред 3 години напушти на еден друг празник, наш градски и лозарски, на Свети Трифун на 14 февруари. И ние од Алтер Центар правиме чествување, сеќавање, дружење по повод неговиот роден ден 16 април, еве, трета година поред. Одбираме нови простори, веќе потврдени или откриваме. Значи беше едно Астрато, па минатата година беше Дорс, еве сега сме во културна институција. Со различна шема, различна концепција го славиме секој негов роден ден и основниот збор се дружиме во негова чест. Тука е, негде лебди цело време неговиот дух. И накратко вака да ви прочитам само неколку реченици по овој повод. Ова вечер ја отворија големите пријатели на Ристо Соколов Сокол, кавадаречките трубадури, членовите на составот Трио Гранде,
во чест на нивните боемски и уметнички дружби, но и во чест на самата оваа вечер. Ви благодарим што се вечера овде со нас сите вие. Ако некој не ви кажал каде ми се трубадурите, Трио Гранде, вие сте дел од ретките богатства кои ги има Кавадарци. Ова мемориална манифестација Пријателите за Ристо е во организација на Сдруженијето за алтернативна култура Алтер Центар Кавадарци. Ристо Соколов Сокол е еден од основачите на Алтер Центар. А Домот на културата Иван Мазов Климе има посебно место во животот на Ристо Соколов. Ако не друго, ќе ги спомнам само неговиот култен арт перформанс, кога настанаа дела кои од 2005 година вечерва прв пат се излагаат пред јавноста, тоа се овие големите тука, еве ги и зад мене има балерина, тоа беше на големата сцена на Домот на културата. Вториот велелепен настан во Домот на културата е неговата самостојна изложба Траги, која според сите мерила е воопшто најпосетената ликовна изложба во оваа наша институција. Трагите се овде, таму стојат во овој простор, еве ги. Ако можете да забележите на двете страни, така символично стојат од 2009-та, ги издржуваат сите овие премрежја на оваа наша институција. Оти Ристо беше пред се голем човек и знаеше како треба. Вечерва овде се изложени 10 дела од неговиот последен работен циклус. Тоа се 10 Божји заповеди. Дел од неговата последна изложба која се одржа во Кавадаречката музеј и галерија. За да го задржиме неговиот начин на излагање, вечерва пред нас е едно негово еротизирано дело, неговиот диптих цртеж. Па сами пронајдете се во него, ние сме го студирали и уживале во него со децении, блиските. И секако преку видео презентација овде пред мене правиме една мала прошетка низ неговиот живот со фотографии од неговата приватна архива, но и од архивата на неговите најблиски соработници Тони Коцев, Јадран Манчев, Дејан Мелов, Астрато, Тони Галабов, јас Александар Малинков, Маријан Тодоровски, Трајче Јованов, Билјана Соколова Тодоровска и многу други. И да, најоригиналниот кавадаречки бог Бахус беше токму Ристо и благодарејќи на неговиот Јадран Манчев имаме и фото доказ за тоа. Што гледам тука се, освен најблиските и роднините и добар дел од другарите негови, не само соработници, ете поздрав и до нив. А кога сме кај роднините и Билјана, ја спомнав Соколова Тодоровска, неговата омилена внука, но пред се колешка по струка, ликовен уметник и тоа графичар како него, денес одличен врвен дизајнер и врвна негова соработничка, таа се јавува како автор на фотографиите, оние пред мене таму, и се подразбираше дека нејзиното прво представување како автор на фотографии ќе биде на денот на раѓањето на нашиот Ристо Соколов Сокол. Што друго ми останува, освен некој збор на свој негов карактеристичен, специфичен начин да ќе ви каже Маријан Тодоровски, кој милува да рече за Ристо дека беше негов постар брат, сопатник, соборец, покрај боемштината што ја делиме, има специфични односи. А после Маријан, рок музичарите беа негова слабост, тоа малкумина го знае за Ристо, но за тоа потоа текот на вечерта. Овој пат ќе видат Ристе Димитров, Форце Павлов и така ќе се дружиме со нив, со своји тематични бендови и тие. Ама ете го, Маријан нека ни каже самиот нешто, од мене толку. Јас сум Маријан Тодоровски, дел од неформалната група уметници Сокол Арт, настаната по иницијатива на Ристо Соколов Сокол. Во неговото култно уметничко студио Сокол Арт, неговото отворено ателје. Сум дел од Алтер Центар, но и сум вработен по Домот на културата Иван Мазов Климе, вечерва како домаќинска институција, заедно со моите драги колеги. Добро вечер и од мене овој пат. Ви благодарам што сте овде вечерва, во чест на денот кога се роди најголемиот човекот и уметник, за кого каде и да појдеш, кога ќе спомнеш неговото име, ти велат да бе, Кавадарци е дел од Ристо, Ристо од Кавадарци. Морам да го читам ова,
што сакам да го кажам, ќе имате разбирање, не се сомневам во тоа и вака би започнал. Беше Свети Трифун кога замина Рики. Сам ли си го одбра празникот? Не знам. Вело дека големите луѓе сами си ги бираат деновите на раѓање и заминување. Се почесто верувам во тоа. Ама знам дека нашиот Ристо Соколов Сокол се роди на 16 април 1957 година во Дреново на ден Великден. Со години славеше 2 роден дена. Токму минатата година, на 60 години од неговото раѓање, му се поклопија 2 роден дена. Вечерва, овде во Домот на културата, по 3 пат го одбележуваме денот на неговото раѓање. Првиот пат беше во неговото и во наша страто, лани во клубот Дорс. Места кои се дел од неговата животна, уметничка и човечка приказна, само дел од бројните места и приказни кои тој така добро ги раскажуваше, чини си бил со него. Вечер сме дел од мемориалната манифестација Пријателите за Ристо, не само како учесници во официјалниот дел, и не сте вие само публика на понудената содржина, почитувани. Вие, почитувани пријатели, сте дел од настанот. Токму заради тоа што сте овде вечерва, затоа што повеќето од вас биле дел од неговиот велелепен живот и патешествие низ кавадарци по Балканот, низ Европа, по светот, низ Берлин, Париз, Софија, Белград, Њујорк и повторно во неговото кавадарци. Тука сме да се подсетиме на неговите приказни, но и приказните за неговиот и наш живот, и како уметник, и како човек. Би сакал ова негово очекување моите најблиски да бидам конкретен, да кажам нешто. Жал ми е само вечерва што не е со нас Трајче Јованов, младиот уметник кој тргна низ светот да се пронајде себе си и како човек и како уметник. Исто како и Рики кој од почетот до крај ја ткаеше својата приказна уметничка и човечка на секаде каде што го одведе на неговиот пат. Трајче секако наскоро ќе биде со нас, ќе правиме фина уметничка и човечка дружба со него, ама ете, многу фино е, исто како што кажа Ацо, што вечерва со нас се и неговите Билјана Соколова, Ацо Малинков, Дејана Страто, Јадран Манчев, Тони Коцев, Ванчо Кеков, Мицка и Џоко Наумчеви, кавдаречките уметници и сите вие почувани пријатели. Имам една кратка приказна. Ристо е роден во Дреново на 16 април 57, како што рековме, на ден Великден. Но Ристо е пред се дете на кавадарци. А сите ние кои низ неговиот богат, плоден и раскошен живот бевме покрај него. Бил како пријатели, бил како соработници и соборци во кавадаречкото секојдневие, сме негови браќа и сестри. Оти Ристо беше еден и единствен. Трагите на неговата уметност, трагите на неговиот живот се насекаде низ градот. Голем дел од вас вечерва присутни почитувани имат негово дело дома, кое не само што го краси просторот, туку живее со него. Ке ми простите, се надевам вечерва, оти по кој знае кој пат кога станува збор за Ристо, ме совладуваат емоциите. Оти ако не друго, роден е на денешен ден, а деновите кога се раѓаат големите луѓе се за славење и незаборав. Ако овде пред вас почнам да раскажувам, не само за моето сведоштво, за неговата уметност, за неговиот живот, ќе немаме време да наздравиме за неговото овоземно патешествие. А тој, верувајте, вечерва би го сакал токму тоа, да наздравиме за него во дружбата која следува да се насладуваме на неговата уметност, да си ги прераскажеме нашите сведоштва за неговата голема позитивна енергија, за неговата голема љубов кон сите кои ги познаваше, соработуваше, се дружеше. Blue skies are big, can't tell the green
smile from the veil. Do you think you can tell? Did he get you to change?